Јас на телефонска линија би требало да го имам колегата и пратеникот Мухамед Закири. Мухи, добро утро. Добро утро, Саш. Мирмеđesi, јас се надевам, Мухи, дека оваа добра вест што ја проследивме во изминатите ден-два, дека излеговте од болница, се однесува и на целото семејство, бидејќи имавте целото семејство проблеми со вирусот. Да, секако, целото семејство веќе сме дома, фала му на Господ, живи и здрави, и продолжуваме да се рехабилитираме од тоа што го поминавме. Мухи, има луѓе кои не веруваат дека вирусот постои. Не знам што да кажам за тие луѓе. Јас неколку пати апелирав и повикав сериозно да се свати работата. Крајно време е да се освестат сите. Ситуацијата е крајно сериозна со вирусот и не би му посакал никому да го помине тоа што го поминав јас и моето семејство. Не е играчка, туку е сериозна работа и само тој што го поминал може да зборува и да каже низ што има поминато. Јас, Мухи, не би си дозволил да јас знам како изгледа, сега ќе поминат веројатно повеќе денови додека сепак се земе, можеби и недели, додека се земе повторно кондицијата назад и така натаму, сепак сте во фаза на рехабилитација, но и овој разговор го водиме именно со таа намера, да на еден процент од населението кое мисли дека е ова шега и кое мисли дека немаат обврска за водење сметка за препораките, дека не е така. Како помина деновите во болницата? Сепак се надевам дека не дојдовте до најтешките, да кажем, одделенија таму кај што се третираат заразените. Па сепак, како поминаа овие 10 дена во болница? Значи, стварно беа многу тешки денови, не само за моето семејство и за мене лично, беа тешки и продолжува да бидат тешки за секој што се уште лежи на инфективната клиника. Ние треба да се благодарни што имаме лекари и што имаме медицински тим кои што безпрекорно се грижат за секој пациент и апсолутно жртвуваат све од себе за да помогнат на луѓето. Мене ми е срам кога слушам луѓе кои се уште несериозно ја сваќаат работата, ми е срам од луѓето кои што работат секојдневно во инфективната клиника и во другите клиники низ државата и се борат со ова зло и невидлив непријател. Сега веќе секој ден се потопло и потопло, тие луѓе таму се со скафандери, со наочари, со целата заштитна опрема, а мора да бидат таму во служба и да помагаат на луѓето. Секој што несериозно го сваќа ова, треба да се стави прст на глава и да размисли малку. Тоа се родители, тоа се татковци нечи, тоа се сестри, браќа нечи, кои што се грижат буквално за своји деца, за секој од пациентите. И затоа велам дека се срамам што некој несериозно се уште ја сваќа работата. Мухи, се надевам дека овие твои зборови ќе допрати до оние кои што имаат една, да кажем, навика да релатизираат сепа дури и оваа ситуација со вирусот. Сепак влегуваме сега во еден ритм на предизборие. Ќе се промени начинот на кој што политичките партии заради вирусов ќе настапуваат пред граѓаните. Се слушнавте ли со партиските колеги, подготвувате ли, бидејќи идната недела почнува предизборната кампања? Ние сме во комуникација секако телефонска, не сме имале прилика да се видиме и се правиме се што е најдобро за да се заштитат луѓето, а изборите мора да се случат поради државата, поради функционалноста на институциите, сите тоа го знаеме, не може вечно да трае оваа ситуација во која што се наоѓаме без институции и секако сите потребни мерки ќе бидат превземени и да ги ставиме во функција институциите пред се за да бидат 100% функционални. Мухамед Закири, благодарам многу за ова утринско јавување. Следниот пат се гледаме во студио во една, се надевам, порелаксирана состојба со
пикот во првиот бран на коронавирусот, како што пред малку доктор Сашо Стојчев ја окарактеризира сегашната ситуација. Поздрав до семејството и добри денови за реконвалесенција, за одмарање и повторно враќање во полна кондиција здравствена. Благодарам, Сашо, се најдобро за вас. Ајде, пријатно, благодарам.